Еве не повторно во студиото на Македонија денес имаме навистина интересна тема за разговор која што верувам дека ќе го задржи вашето внимание. Ќе зборуваме за самоодбраната за жени. Нешто што верувам дека секоја жена треба да го знае и да има познавање од тоа како во дадена ситуација да се заштити од евентуален можеби напад или некоја несакана случка во улиците и низ сите места на движење. Верувам дека сакате да знаете некоја техника и имате можност, доколку имате можност би посетиле некоја работилница каде што ќе научите некои од техниките на самоодбрана. Токму за тоа ќе разговараме во нашето студио, затоа што се случува бесплатна работилница за самоодбрана за жени во организација на Буџикан студиото, кое што долги години секако работи на оваа тематика и нуди можност да жените научат самоодбрана и да се заштитат самите. Во оваа тема и во нашето студио ни пристигнуваат 3 девојки кои што навистина знаат техники, знаат начини како да се заштитат и како сето тоа да го спроведат и да го пренесат и на останатите жени кои што ќе сакаат да научат да се одбранат од можни напади. Ова утро во студиото имаме навистина, како што кажав, 3 прекрасни девојки, различни генерации, сите подготвени секако да го споделат своето знаење. Ќе започнеме од Сања Симонова. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро и на вас. Ви благодарам што сте заедно со нас. Стефи Маневска. Добро утро. Ти благодариме, Стефи, и тебе, и секако со нас е Косара Довезенска, најмладиот представник. Добро утро, Косара. Добро утро. Верувам дека се чувствувате добро и сигурно во нашето студио. Снимателот ни е мирен на страна, затоа што имаме 3 опасни девојки кои што не може ништо да ги заплаши. Колку време вие се занимавате со оваа вештина и колку време вие лично секако Сања еве сте поминале во изучување на самоодбраната и на техниките? Јас веќе 7 години практикувам традиционални јапонски борички вештини, а на конкретнава работилница за самоодбрана за жени сум била учесник 5 пати. 7 години јапонски борички вештини. Така, Зошто одбравте јапонски борички вештини како начин на релаксација пред се, на одржување на форма на вашето тело, но ете и можно секако да го смирите и духот, претпоставувам. Така да. По природа сум динамична личност и многу активна и во тој период кога привршував со студиите, барав нешто со кое што ќе се занимавам да биде физичка активност и во уште првиот ден кога слушнав за ово школа за борички вештини ме заинтересира тоа. Појдов на првиот тренинг и веднаш знаев дека тоа е местото каде што ќе останам до крајот на својот живот. Јапонските борички вештини сами по себе се една невидена убавина и пред се пристапот кој што се негува кај нас во школото, затоа што не се посветува време само на тоа физички вие да совладате одредена вештина, туку и да го облагородите карактерот, да зајакнете ментално. И тоа е тоа што најмногу ме привлече таму. Да, Стефи, што те привлече тебе во однос на јапонските борички вештини? Свесни сме денеска дека најголем дел од девојките, од жените во нашата држава се на еден начин вознамирени или злоставувани, условно кажано, од посилниот пол, односно од мажите, дека секојдневно сме свесни дека голем дел од жените се некакви жртви, од страна на мажите кои што се во нивното обкружување. Па честопати на нашите тренинзи во доџото разговараме секојдневно заедно, почнувајќи од нашиот главен инструктор па се до најмладите членови и дискутираме токму на оваа тема. И на еден начин можам да кажам дека сме запрепастени од ситуацијата дека државата се уште не мокна да ги заштити токму ваквите жртви, а истовремено да ја поткрене свеста дека треба да се превземе нешто во однос на самите жени. Да. Косара е една од најмладите представнички и на Буџикан и овдека во студиото. Што те привлече тебе кон јапонските борички вештини? Па јас веќе вежбавам 7 години, а бидејќи имам 13, можам да кажам дека половина од мојот живот сум поминала во доџото на тие тренинзи и преинтересно е, дружбата помеѓу нас е навистина многу добра. Често пати излегуваме заедно и разговараме на најразлични теми. Уште од мала сум сакала за да вежбам така нешто, за да знам да се одбранам, да се дружам и така.
И навистина е интересно. Секако Да. во секој случај за сите оние кои што сакаат да се дружат, да научат некоја боречка вештина, а пред се да имаат и способност да се одбранат во небезбедни услови, во ноќните часови или во текот на денот во движењата. Безбедноста навистина е загрижувачка овде кај нас и убаво е секоја жена да знае барем основни техники. Еве се во продолжение за работилницата за која што впрочем ова утро сте и гости во Македонија денес, бесплатна работилница која што ќе нуди можност на жените да научат нешто повеќе во однос на самоодбраната. За каков тип на работилница станува збор? Можете ли нешто Сања повеќе да ни кажете во однос на ова одржување? Така да, работилницата за самоодбрана за жени оваа година се одржува по 10-ти пат, што според мене е една долга традиција и одлучивме да биде бесплатна за да можат повеќе од дамите да се приклучат на тоа и да стекнат некое многу корисно искуство. Како што кажав, веќе таа е посветена само на припаднички на понежниот пол, за да можат преку работилницата да научат одредени техники и вештини со цел да го зачуваат нивниот физички и ментален интегритет кога би бил загрозен. И се разбира, едно од нашите намери кои што ги имаме е да ги освестиме дамите дека не треба да бидат жртви на својата незаинтересираност или на својата невнимателност, напротив, треба да бидат силни, треба да научат одредени техники со чија што помош ќе можат да се справат во некоја непожелна ситуација. На самата работилница, кога ќе дојдете, вие ќе имате практична можност да ги пробате сите тие техники кои што ќе бидат покажани таму, да ги пробате повеќе пати со различни противници, меѓутоа сето тоа почнува на начин каде што прво ќе ви биде укажано за тоа како да не се доведете во таква ситуација. Што се треба да избегнете за да не ви се случи тоа. Понатаму ако веќе се случи таков некој немил настан, кои се работи кои што не треба да ги направите како потези или во каква положба не треба да се доведете самите себе си и на крај секако техника која што ќе морате физички да ја примените за да го спасите својот живот. Да, значи не е веднаш одма се во одбраната и начинот на однесување и избегнувањето на ситуациите, што верувам дека навистина ќе биде интересно за сите оние кои што ќе сакаат да посетат оваа работилница. Во изминатите 10 години велите дека организирате. Колков е интересот кај жените и кај женската популација во однос на изучување на техники за самоодбрана? Искрено интересот е се затоа што сме свесни, нели, секојдневно читаме и по разните медиуми и во разните весници, нажалост на црната хроника, дека се поголеми се жртвите, нели, од страна на жените и истовремено секојдневно ни се јавуваат жени и бараат на еден начин помош од нас и прашуваат кои се техниките, нели, за да се самоодбранат во случај да најдат на таква ситуација. Обично жените повеќето ни велат дека нели баш мене ли ќе ми се случи тоа, но се дека не почувствуваат на своја кожа, додека не го осетат тоа, нели никој од нас жена не може да биде сигурна дека нема утре не иза да и се случи истото тоа. Доаѓаат ли жени кои што можеби веќе искусиле некое насилство и некоја не убава ситуација низ улиците? Видете, животот денеска е толку брз и динамичен и скоро мислам дека секој од нас може да посведочи за некој, ако не физички, барем вербален напад. Меѓутоа преку практикување на ваква уметност би рекла, не само физички, ве и ментално зајакнувате и секогаш сте спремни едноставно да дадете отпор. Не да бидете жртва, не да бидете исплашената страна, туку храбро да се спротиставите и тоа ги одликува поголем дел од дамите кои што вежбаат во нашиот клуб. Во вашата дожа сега кои што доаѓаат и кои што ги користат можностите да научат некоја боречка вештина, а при тоа секако и да се самоодбранат, за кого се е оваа работилница наменета? Имаме ли некои ограничувања кој може, кој не може? Рековме само дами, само жени може да учествуваат, но во однос на возраста? Така да, работилницата е отворена за сите возрасти, почнувајќи од најмладите кои што ќе појават интерес за да се запознаат со овие техники и секако до највозрасни дами кои што дали од љубопитство или од практична причина можат слободно да ни се придружат на работилницата. Ние им гарантираме дека ќе научат многу и ќе се поминат супер со нас. Колку ќе трае работилницата? Можат ли за еден ден да научат нешто што ќе им помогне утре на улица? Секако да, работилницата ќе трае 2 дана, по време траење од 4 до 5 часа едниот и плюс исто толку време траење вториот ден. Научувањето доаѓа со практикувањето. Затоа после работилницата ќе имаат можност доколку сакаат и да продолжат да вежбаат класични јапонски боречки вештини, меѓутоа да им гарантираме дека техниките кои што ќе им ги покажеме ќе имат доволно можност да ги повторат
и зошто да не ги пробаат подоцна и на некои од редовните тренинзи во нашето доџо. Да, јас реков да ги пробаат на улица, да пробаат да се истепаат со некого, но добре, во секој случај. Во крајна нужда ќе мора. Во крајна нужда, да. Косара, ти си една од помладите секако и ни кажа дека речиси својот половина живот го поминуваш во доџото, изучувајќи ги јапонските боречки вештини и навистина се пронаѓаш самата себе си во овие спортови. Можеш ли да ни кажеш кои се придобивките од сето тоа што во текот на овие 7 години си успеала да го добиеш вежбајќи јапонски боречки вештини? Да, придобивките се навистина големи. Покрај добриот развој на телото, се зголемува самодовербата, а се намалува и стравот. Се запознаваме со нови луѓе, со нови пријателства кои ќе ни траат до крајот на животот и ќе се дружиме. Да, има ли голем број на девојки и девојчиња кои што доаѓаат и сакаат да ги практикуваат јапонските боречки вештини или повеќето се момчиња? Па повеќе се девојчиња, бидејќи повеќе ги напаѓаат, а има и момчиња. Да, има и момчиња кои што редовно ги практикуваат јапонските боречки вештини. Може ли ми кажете од кога постои Буџикан доџото и низ годините што се сте успеале да како доџо создадете, направите курсеви, можеби веројатно голем дел на луѓе поминале низ ова доџо да научат дел од јапонските боречки вештини? Со огромно задоволство ќе ви одговорам на прашањето, затоа што за мене Буџикан Македонија е една од најубавите работи што ми се случило во животот. А школата за овие класични јапонски боречки вештини е основно од страна на сенсеј Игор Довезенски. 1995 година, веќе 24 години континуирано работи и долго време важи за едно од најдинамичните доџоа од ваков тип во Европа. Во самото школо работат повеќе, да кажеме, доџоа секции. Едното е посветено на традиционалните нинџа и самурајски школи на Буџикан и воедно е единственото признаено доџо за нинџуцу од страна на поглаварот на Буџикан во Јапонија, доктор Соке Масаки Хацуми. Сега, во однос на Буџикан Македонија, имаме почетничка и напредна група. Секој кој што ќе пројави интерес за овие школи да ги изучува, прво ќе се запише во почетничката група и доколку е доволно редовен, доволно упорен и посветен, после неколку години ќе биде префрлен во напредната група, каде што знаењето е малку на повисоко ниво. Освен тоа, исто така има доџо кој што работи една стара самурајска школа, Деиторју, Аики Џуџуцу. И третото, кое што е најдоцна основано од 2013 година, е доџо за една се смета дека тоа е најстарата документирана јапонска боречка вештина или Катори Шинторју, кој што исто така се практикува во нашето доџо. Морам да напоменам дека освен за возрастни, ако тоа така го гледаме за овие групи, имаме и групи за дечиња, односно нинџа клинци. И тие имаат нинџа клинци 1 и нинџа клинци 2 група. Овде доаѓаат дечиња на возраст од 6 до 12 години. И можам да кажам дека навистина уживаат бидејќи во текот на целата година тренинзите се одржуваат, имаме многу настани кои што се за клинците. А сите сакаат да бидат нинџи. Да, особено тоа малите. е многу интересно, да. Кога ќе ги видите така мали во црни кимонца посветени со некои ниски ставови, навистина се сладки. Да, изучуваат ли малку повеќе за дисциплината, за односот и начинот на однесување? Колку помагаат овие јапонски боречки вештини да децата знаеме дека се навистина многу хиперактивни и динамични, па практикувајќи јапонски боречки вештини да малку се смират и ја остават енергијата која што имаат вишок токму на во доџото. Така да, во нашиот клуб, во нашето доџо особено се внимава на тие други квалитети кои што да кажам малку се подзаборавени, како што се дисциплината, почита, храброста, лојалноста кон семејството, кон пријателите, кон доџото. И со секое детенце, скоро и поединечно да кажам, се посветува внимание за да застане на цврсти нозе, да го одбере правиот пат во животот и сето тоа кај децата го правиме преку физички тренинг, да не кажам суптилно ќе им доловиш некои од важните работи кои што треба да ги знаат и имаме навистина многу позитивен коментар од родителите и дечиња кои што долги години вежбаат кај нас, дечиња кои што се запишале во детска група, а денес више вежбаат во напредната група. Да, одлично е тоа да се чуе. Верувам дека уште многу дечиња ќе ги започнат своите чекори токму во доџото да ги изучуваат овие јапонски боречки вештини, да израснат во навистина зрели и дисциплинирани личности. Сега да се навратиме малку повеќе на работилницата Стефи Македонија, колку важи за безбедно место за жените? Дали се чувствувате вие сигурно кога сте сами на улица? Па така, дефинитивно не е најбезбедно место, но не можам да кажам дека е најлошото место, нели, за живење, затоа што сме слушнали и знаеме дека има многу полоши, нели, од Македонија, но
Истовремено, преку ваквата работилница за самоодбрана на жени, секогаш ќе бидеме спремни, нели, да се спротиставиме на посилниот пол и на еден начин да се одбраниме. Причината поради која што јас започнав да вежбам боречки вештини е што бев лично јас жртва на еден ваков напад во центарот, нели, на Скопје, затоа што искрено не очекував дека и мене може да ми се случи тоа исто како и на сите останати, но ете, причината која што ме натера да започнам и сега моментално ме охрабри самото тоа да еве денеска можам да шетам слободно, да бидам по-храбра и да можам да се спротиставам на сите предизвици кои што ми го носи секојдневието. Да, промени има секако во однос на сигурност и на начинот како се пристапува кога дадена личност ќе доживее вакво непријатно искуство, но во моментот кога го доживеавте тоа не бевте подготвена и не познававте ниту една од техниките. Кои техники потоа ги научивте? Апсолутно, бев некој девојче на само 16 години кога ми се случи тоа. Едноставно не знаев како се реагира во таа ситуација, но благодарение на Бучинкан Македонија, благодарение на ова работилница за самоодбрана на жени, научив многу техники и можам да кажам дека денеска со крената глава гордо шетам. Но да, и безбедно се чувствувам самата дека нели. Очигледно дека не завршила тука желбата и работата, продолжувате и понатаму секако во Буџикан Македонија да бидете и да изучувате и останатите јапонски боречки вештини. Верувам дека и од оваа работилница ќе произлезат многу дами и жени кои што ќе дојдат на 2 часа, ќе останат многу повеќе, впрочем како и вие. Косара, се чувствуваш ли ти сигурно кога ќе излезеш надвор од дома и кога со другарчињата можеби шетате некаде? Па да, се чувствувам сигурно, бидејќи со ова работилница имам повеќе храброст, повеќе самодоверба и мислам дека ако некој ме нападне, би знаела како да се одбрам. Да, а дали тоа значи дека можеш со некој повозрасен од тебе да се справиш или можеш само со некој кој што е твоја возраст? Па на тренинзите работиме со различни противници и има некои повозрастни од нас, има и помали и ако ме нападне некој поголем, верувам дека би можела да се одбранам. Обично, вообичаено кога ќе се случи некој напад, прво што прават жртвите е викањето и барањето помош. Колку е тоа можеби едно од техниките да штом некој не нападне, треба да почнеме да викаме. Или тука имаме некој други техники. Да, се согласувам. Знаете, кога ќе пуштите глас и тоа кога ќе го направите со цело срце, вие го губите стравот. И кога ќе знаете плюс уште некоја техника која што ќе ви помогне брзо да се ослободите од тој, да кажеме, физички запад, дефинитивно ќе резултира со една успешна одбрана, а во најмала рака ќе му дадете до знање на противникот. Не ти се плашам и нема да се повлечам во себе и да не направам ништо. Апсолутно ќе се борам до крај за сопствениот физички и ментален интегритет. Значи, најважно е да го тргнеме стравот во дадениот момент и да пробаме се што можеме, секако дали тука чантата со која што ќе можеме да се одбраниме, викањето, но најдобро за да се научат техниките е можноста на оваа бесплатна работилница, каде што нема да станува збор за импровизација, туку ќе се научат сите техники кои што може да не заштитат и да ни помогнат. Што ќе им порачате вие на сите жени кои што не гледаат, повозрастни, помлади, каде и кога се случува и дали има се уште простор и место да се пријават заинтересираните? Работилницата ќе се одржи следниот викенд, 9 и 10 февруари. Локацијата е во Рударски институт во Аеродром. Ги покануваме сите кои што не гледаат, имаат храброст или малку сме ги заинтересирали, има љубопитство кај нив, слободно да ни пишат во инбокс, да се пријават, да дојдат, да си поминат со нас супер. Во тие 2 дена им гарантираме добра забава, им гарантираме дека ќе научат многу техники. Едноставно, кога знаете дека ваков настан се одржува бесплатно и фреквентноста еднаш годишно, мислам дека секоја дама може да одвои еден викенд и да дојде да научи нешто корисно кое што не се знае кога во животот на вистина ќе затреба. Да. Кој ќе ги држи предавањата и техниките, вие ќе бидете таму? Така да, ќе бидам јас, главен инструктор и водач на таа работилница за самоодбрана за жени, секако со поддршка на другите членови од нашето школа и со поддршка и помош на сенсеј Игор Довезенски. Да. Стефи, што е потребно да понесат сите оние кои што ќе сакаат да дојдат на работилницата? Значи, како потребна опрема, девојките најчесто треба или тренерки или хеланки, горе маичка и само нека дојдат со позитивна енергија и верувам дека преубаво ќе си поминат со нас на работилницата. Козара, дали твоите соученици од училиштето сакаат да вежбаат јапонски боречки вештини, колку успеваш ти да ги натераш и да ги привлечеш да дојдат во доџото да изучуваат нешто што ќе им користи во животот?
Па, нема толку многу заинтересираност. Од моето одделение сите знаат дека јас вежбам поречки вештини. Неколку пати доаѓале, но има некои што останале, но повеќе има други деца, не се од моето одделение. Да, во секој случај ќе ги поканиме сите кои што не гледаат. Од која е најмалата возраст кога може некој да стапне во доџото? Нинџа клинци се запишуваат на 5-6 годишна возраст, докај 12 години се во таа детска група, потоа продолжуваат во напредната група, меѓутоа ги охрабруваме и оние родители, да речеме мајки кои што сакаат да дојдат со дечиња на 10 годишна возраст, прилика слободно нека ни се придружат. Да. Ви благодарам многу што ова утре бевте дел од Македонија. Денес ми беше чест и задоволство да разговарам со вас и секако да споделиме една убава информација за гледачките, дека следниот викенд 9 и 10 ќе имаат можност бесплатно да научат техники за самоодбрана, да се чувствуваат посигурно и побезбедно во секој момент од денот кога ќе го напуштат својот дом, своето работно место, да не се плашат од никого, затоа што знаејќи и познавајќи техники за самоодбрана може да се заштитат и да го зачуваат својот мир. Секако ете Стефи е пример како еден немил настан ја натерало да го научи сето тоа, но да не дозволиме настано да не натера да отидеме пред да се случи нешто, веќе да бидеме подготвени. Ви благодарам многу и ви посакувам многу успех со работилницата и се гледаме во некоја следна прилика. Косара, ветуваме дека ни ветуваш дека повторно ќе дојдеш во студиото и ќе ги поканиме и останатите клинци да се придружат во вашето доџо, да направиме навистина една убава атмосфера во студиото повторно со тоа што ќе зборуваме за квалитетот и за значењето на јапонските боречки вештини. Ви благодариме на поканата и ви очекуваме на работилницата. Да, ви благодарам многу уште еднаш, драги гледачи, ви благодарам и вам за вниманието со кое што го следевте и овој разговор. Верувам дека пројавивме интерес кај вас, особено кај дамите, да се одлучат викендот кој што следува 9 и 10 да го поминат во Буџикан Доџо Македонија, каде што ќе научат бесплатно техники за самоодбрана. Како што кажаа соговорничките, никогаш не знаете каде и што може да ви се случи, мора да бидете подготвени и да знаете на соодветен начин или да избегнете ситуацијата или соодветно да одговорите за да го избегнете стравот и стресот. Тие ќе ви помогнат со нивните техники, како сето тоа да го научите и да го практикувате во не дај Боже некоја состојба која што ќе ви се случи, но никогаш не можеме да знаеме што ни се случува. Она што можеме да направиме е секогаш да бидеме подготвени за секаква ситуација. Пријавете се на нивните социјални мрежи, заземете го своето место, уживајте и секако направете нешто добро и корисно за вас. Доаѓаме до самиот крај на емисијата, а за крај и за денешното издание имаме повторно уште една доза од ретките болести, кои што ги запознаваме во месец февруари. Станува збор за ретката болест алжил, со која што го заокружуваме нашето денешно дружење и тука ве поканувам утре повторно во 8 часот да бидете со Македонија денес и со она што го подготвуваме за вас. Во меѓувреме секако следете и на социјалните мрежи. Имајте пријатен и убав ден. Ги запознаваме ретките болести. Алажил синдром. Алажил синдром. МКБ Q44.7. Алажил синдром е